Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата денеска во 9 часот прва ја започна работата со дневен ред од 12 точки. Членовите ги разгледаа предлог одлуките поврзани со користење на јавниот простор за паркирање на подрачјето на градот и информацијата за спроведувањето на истата во месец јули. На барање на приватните бизнисмени, стопанственици е уфрлено да можат овие возила, доставни возила, што достават дотурна стока до малопродајните објекти, да можат и тие да имат закуп на место за паркирање во износ од 300 денари по возило за да може да се паркират на секој дел во градот. Мислам дека има позитивни некои работи, веќе граѓаните се навикнуваат, треба веројатно и некои измени понатаму направи Советот. Најпроблематични се треба да се реши тоа да се разгледа Советот и заедно со локалната самоуправа околу паркирањето за станарите во централното градско подрачје. На дневен ред беше извештај за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод во првите 6 месеци од годинава, а во понатамошниот дел од работата доминираа предлог одлуките од областта на урбанизмот. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој се состана во 11 часот, а членовите на истата дискутираа по предлогот на градоначалникот на општина Чешина Блешево Костадин Личков за воспоставување меѓуопштинска соработка со општина Кочани. Оваа комисија го разгледа извештајот за извршување на буџетот на општината за вториот квартал од 2014 година. Членовите на комисијата ја разгледа и предлог одлуката за давање согласност општината да аплицира со проектот регулација и заштита на Трканска река од ерозија и отпадни води и да биде кофинансиер за истиот. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата го разгледаа барањето за одобрение за користење на името на градот Кочани во името на Сдруженијето на граѓани Пинг-понгарски клуб Кочани, кој е во фаза на основа.